Да се биде хроничар за населените места во Битолскиот дел на Пелагонија, посебно за населените места во источниот дел на Битолското поле, во југоисточниот планински предел кој припаѓа на општината Могила, меѓу кои и селото Црничани, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на него својствен начин да ги долови оние навидом ситници што не ги забележуваме, а се насакаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му се доближи до обичниот човек, затоа што обичниот човек не е пасивен нављудувач, туку активен учесник во тие настани. Иако со години крстарам низ овој дел на Битолското поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот на селото Црничани и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој се векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и бидна. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Црничани кинисав на самиот ден на христијанскиот празник посветен на светицата Света Евросимија, а православната екумена го честува секое Господово лето на 11 септември во раните утрински сати со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 53 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот во железничката станица Прилеп пристигна во 9 часот, каде што ме пречека мојот пријател Димче Ковиловски и заедно со неговото возило пред изгресонце пристигнавме во селото Црничани, поточно речено во дворот на Соборскиот храм, рождество на Пресвета Богородица, каде што печесмината некогашни жители ги привршуваа празничните подготовки за утринската богослужена литургија посветена на Света Евросимија. Почитувани мои, печесмината некогашни селани кои беа дојдени во чест на празникот посветена на Света Евросимија, ме замолија откако ќе заврши утринското богослужение и богослужениот ручек во чест на светицата Света Евросимија, ако може да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Продукцијата Марио филм се наоѓа овдека во Битолското село, селото Црничани. Денеска овдека по повод светицата Евросимија и за утрината се одржа божествена литургија. Го слушаме екот на тапанот, на кларинетот, на хармониката, песната наша македонска и орото наше македонско. Да ми се представиш твоето име, презиме, и ајде малку да ми кажеш овој за сторијата на селото, кога постои,
Кои се најстари фамилии, кои му се соседни села на селото Црничани? Јас сум Јова Марковски, роден во село Црничани, пораснат во село Црничани. Селото Црничани по некои податоци потекнува од Охридско. Прво се доселил некој по Петре и тоа место го викаме Петрова леска. По известно време се повлекол и го формила селото Црничани. Од други податоци, покрај тој Петре, имал и брат Црне, Петре во Петралеска се преселил, а Црне во Црничани. Меѓутоа Петре по известно време се повлекол и го оформиле селото Црничани. Сега да ви кажеш вака едно. Кој му се соседни села на селото Црничани, колку е далеко од Битола? Колку куќи имаше порано и колку жители, и што луѓето живееа порано? Селото Црничани од Битола далечено околу 25-6 километри. Селото Црничани не е броело повеќе од 28 до 30 фамилии, меѓутоа по некои податоци 61 година имало 295 жители. Меѓутоа 95-та година паднало на 50 жители. Тоа е миграција. Црничани се граничи со Путорус, Дедебалци, Арматуш, Ореово, Маково, Мојно. Што луѓето живееа порано? Што овде се најгеше по ватеро на селото? Што луѓето работеа? Што луѓето живееа порано овдека? Црничани е рурално подрачје, се занимавале луѓето со сточарство и земјоделие. Тоа му било основната дејност. Сега ово да ми кажеш, овдека во селото Црничани, кој му е летна слава? Летна слава е Света Богородица. Така? Мала Богородица. Така, твоја куќна слава? Куќна слава имаше поголемиот дел од селото е Свети Никола, имаше Свети Ѓорѓија и Митровдан. Сега, овдека ти си роден, напомна, Да. овдека си израстел. Да. Да ми кажеш, како ти се викаше татко ти, дедо ти, мајка ти и баба ти? Татко ми е Петре, дедо ми Цветан, прадедо ми Марко, поп Марко. Кои се најстари фамилии во селото Црничани? Најстари фамилии се Поповци. Мојата фамилија. Други фамилии се Трајчевци, Димевци, Димчевци, Ѓорѓиовци, Тодоровци, Цоцевци. Како беше животот во селото Црничани, кога беше на младите години, кога беше дете, кога беше, така да речеме, бејчар, кога овдека за Великден, за Божик, за Спасовден, за Илина, за Богородица, на целото се слушаше екот на гајдата, тапанот, на зрулата. Може малце да се присетиш? Во мое време, додека јас памтам, во селото беше релаксирана ситуација, луѓето беа изедначени, сите работеа, сите на слави се веселеа, немаше разлика меѓу богати и сиромаси, сите беа еднакви. Кога ќе се правеше, да речеме, свадба во селото, цело село беше на сеир, така рече. Село беше весело и сите беа на окуп. Немаше разлика кој е шо, дали роднина или нероднина, сите беа весели. Како ти се викаше учителот, што те научи да читаш, да пишуваш на македонски, математика, одземање, собирање, таблицата, множење и делење? Јас почнав
забавиште. Во тогашно време забавиште немаше, меѓутоа мојата генерација беа покасно родени, 47-ма, и јас бев единствен и не ме запиша учителката Марија. Така? И продолжив со тие што беа покасно. Малата генерација. Колку бевте ученици во прво деление? Отприлike вака. Во прво деление бевме околу 5. Овде беше основното училиште од прво до четврто деление, сите науку. Имаше негде околу 28 до 30 ученици, Така? 5-6 во одделение. Одделение. А додека каде одавте од 5 до 8? Од 5 до 8 во Дедевалци. Во Дедевалци. 59 година се направи училиштето од Малетка Дедевалци и ние продолживме. Меѓутоа продолживме од 48 Строги ли беа даскалите во тоа време? Дали беа строги даскалите во тоа време? имаше даскали со средно образование, со педагошко Учителски. образование, учители мешани беа во тоа време. Ова се да те прашам, кога имаше почит повеќе, ти си имал и дедо и баба во твоето време или денеска? Не ве разбрав. Кога имаше повеќе почит кон постарите во твоето време или денеска? Во моето време, да. Исклучиво тврдам дека во моето време имаше почитување, поштовање, обзир према постари, деца, помлади. Ова се да те прашам. Ти живееш долго време во Битола. Да. Селото Црничани единствено што говори дека е живо село, тоа е единствената куќа овдека во селото и црквата Мала Богородица. Мала Богородица. Кога ќе поминиш низ селово, куќата на Митрици да речеме падната, куќата на Соколеци падната. Ти плаче душата кој ќе поминиш и кој ќе речеш какво село беше и до каде дојде. Јас се ежам кој ќе поминам во селото. Затоа што знам, ние како деца сме оделе по Коледе, по слави, какво беше селото, живо, активно, уредено, чисто. Сега кој ќе поминам се ежам. Во селото Црничани ја нема старата традиционална македонска чаршишка архитектура, која се карактеризира со приземје и зидан од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите со жито и кат, изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и тешки порти. Постои една желба да се вратиш во родното место. Без разлика кај си, дали си Австралија или Германија или Шведска. Желбата ти да дојдеш да го видиш родното место. Да се надишиш воздух, да се сретнеш со другарите, со пријателите. Тоа е животот целта. Иначе, ништо друго не вади така. Сите овие услови ги пружа природата за нормален живот кој што сака да работи. Сега уште подобри услови може да има, ако реков се створат навистина услови за едно нормално семејство и да се поврати да живе. И државата треба, апелирам до органите, да направи програма за повраток на млади луѓе и постари генерации од градот да му поправи куќите. Црничан има 33 куќи. Со €1.000.000 сите може да ги обнови, бидејќи материјало постои, да му понуди на некој кој сака, ако не има собственика, улиците да ги асфалтира, прави улици се кај нас. За секое аридно подрачје тоа може да го направи државата. Не и треба многу пари. Треба само интерес. Не само да викаме
ќе правиме ова, ќе правиме. Со збор ништо не правиме. Да видиме на дело. Што да не направиме, гледаме во Србија емисии како се таму уреди, како тие се помоćни од нас не се помоќни. Ама интересот кај ни е голем, државата влажа. Кај нас ништо не. Јас постојано идам тука и тука сум жител со лична карта, со све. Мене ми е тука и душата и срцето и со ноите, кога спиеме овде со нои. Во кај што сум мислел никогаш сон не сум. Апсолутно, значи 100% сум тука присутен. Ајде една порака до сите наши македонци, каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Гетскиот, Пиринскиот дел, дали во Америка, Австралија, да си дојдат барем еднаш Ќе пратам порака на сите македонци, кои што се сеќаат со потекло македонци и на нивните роднини пријатели, да дојдат да се посетат својата земја. Да се посетат. Единствено е таа. Затоа што поубаво место родниот кај нема никаде. Да ги видат куќите какви му се, да ги обноват ако се можни, да ги чистат дворовите, не да се плашат од куќата каква ќе биде. Ја чувствувам вашата емоција, меѓутоа едно. Наоро се вашите соселани, додиме. Поздравувам таа млада генерација што сака овде да се врати во овие природни убави. Јас мислам дека тие ќе створат подобро име за селото отколку ние што направи. Што ви кажа старите на младето останува иднината? И уште нешто до странците. Пратете луѓе помош да ја доградиме црквата, дворот да го уредиме, да направиме нешто убаво, да види јавноста дека и црничанци се способни луѓе. Така не. Така е. Ние имаме способни луѓе. Така е. Црковниот одбор ќе објави жиро сметка ќе отвори на име црковни одбор, ќе објавиме кој сака да прати, нека прати. Значи да направиме овде да го уредиме, кои ќе си дојдат кога и да си дојдат. Да видат да речат дека вистина оние луѓе што останаат тука биле нешто работеле, иако биле некои во подминати години, меѓутоа јас сум благодарен на овие деца млади. Во ним е животот, во ним е иднината. И иднината на цела Македонија. Ние сме храбри, способни. Јас потекнувам од кумитско семејство. Дедо имам загинат кумите во Бонче. Реков во бугарската армија. Дедо исто загинат, тука е погребан. За време на Првата светска војна. За време на Првата светска војна тие луѓе и 20 браќа, едниот во Добружа загина Бугарија, останаа без фамилии. А млади, ако беа живи, тие ќе има потомство, така не? Селото наше ќе... Тоа е тоа. Греота и срамота на оние сите, и на комити, и на војводи, и на партизани, и на комесари, кои што ги положија своите животи на ударот на слободата, на ударот за Република Македонија. Но едно би рекол, нека им е вечна слава. Уште нешто ја ќе кажем. Кога одам на шеталиште, ги гледам спомениците на паднатите херои, ги читам нивните дати на раѓање. Па тие биле деца, бе луѓе. Деца биле. Значи тие го дадоа животот свој млади, колку беа храбри тие луѓе. Ние со ним се гордејме и темело на државата. Тие го дадоа, така не, Господи. Ние треба да го положиме тој темел, да го изградиме, а не да се повлекуваме, да се плашиме од овој дом. Значи имаме подлога, имаме темели што го дале свој живот, така не. Без разлика дали загинал во бугарската армија или во српската армија или грчка. Тој бил насилно мобилизиран, немало држава. Меѓутоа пак го дале животот како македонци. И регистрира се во аналите на историјата на секоја армија дека биле македонци по потекло. Никој не го негирал нивното потекло. Нашата православна црква е темелот на македонскиот народ. Да. Еве, тоа говори и денешната прослава овдека во селото Црничани. Го слушаме екото тапанот на кларинетот на орото, да се придружиме, ќе може? Може, да. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Црничани на празнувањето на светицата Света Евросимија, а православната екумена го честува секое Господово лето на 11 септември и ова 23-то Господово лето јас да бидам дел од оваа сенародна прослава, чии адети и обичаи
кои со векови се негуваат и пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, дел од ова духовно празнување предлагам да проследите во продолжение на оваа репортажа. Да се помолиме на Господа. Ете што ние знаеме што значи црква. Црквата сме ние народот, а она што е изградено во чест и слава е дом кој што представува заеднички молитвен дом каде што се собираме ние православните христијани, кој што овој храм е посветен точно во чест и слава на Мајката Божја, во чест и слава нејзиното рождество, каде што ете по Божја промисла, иако во ова село нема многу жители, само едно семејство, но сепак ние православните христијани секогаш сме ние биле дарители и ќе останеме како дарители во чест и слава на Бога, затоа што она што го имаме го даруваме на сите, ете и на нашата пресвета Дева Марија, која што по Божја промисла не повика на чудесен начин да и се заблагодариме за она што таа како заштитничка на ова село представува и заштитник на ова околие, и заштитник на целиот свет и на целиот народ овде што се наоѓа на ова земјна површина. Сепак таа води грижа за сите, затоа што и денешното прочитано Свето Евангелие, каде што самиот Господ Исус Христос ги повикува своите апостоли да тргнат по патот негов, но не само неговите апостоли. После заминувањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, горе на небото, и кој се вознесе горе на небото, но рече повторно ќе се вратам и ги судам и на живите и на мртвите. Но додека беше тука на земјата, рече, кој сака да тргне по патот мој, нека го земе крстот во своите преградки и нека тргне по патот мој. Значи патот на Христа, драги браќи и сестри, знаеме дека е многу тежок, суров, затоа што знаеме на каков начин го напушти овој свет, беше осуден и беше осуден на тешката казна, разнување на крст. Но сепак крстот е единственото наше оружје за сите православни христијани кои што го носиме преку самото крштевање, кога самиот свештеник е говора формулата во името на Отец Амин и Синот Амин и Светиот Дух Амин. Тогаш стануваме членови на Светата православна Христова црква. Така и многу светители, многу мучители и нашата денешна света преподобна Ефросија, која што потекнува од богато семејство, но нејзините родители, како и денес, драги браќи и сестри, што немаат многу дечина, нејзините родители немале дечина, но сепак по многу години и по барање од Бога, Бог ги дарува со едно женско девојче Ефросија, која по Божја промисла таа пораснала во преградките на своите родители во големо богатство. Но кога дошол денот да стапи во брак, таа се одрекла од својот брак, него стапила во монашки чин. Но во каков монашки чин, драги браќи и сестри? Во машкиот монашки чин се облекува во машка одела и оди во машки манастири, каде што се подвизува ова светица преподобна Ефросија, која што по Божја промисла целиот живот го поминала во подвижнички живот и се вселила во Царството Небесно на денешниот ден. Нека сите овие наши заеднички молитви, кои што денес ги принесеме како благодарни молитви кон нашата пресвета Дева Марија, за она што таа го прави за сите нас во ова село, во ова околија или целиот свет, нека нашиот Спасител Господ Исус Христос не има во неговите преградки, нека не чува, нека не пази и нека не чува нашата Република Македонија од помори, од земјотреси и од виорот на земјата кој што без неј и целиот свет, сега секогаш, во сите вечни векови. Амин. 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 Честит нека не денешниот празник
Господ здраве, добро, сејте радост, благосостојба и мир, нека дава насекаде и у вашите семејства, кои што денес дојдовте, да му се благодарите на Бога и да ја замолите Мајката Божја и нашиот Спасител Господ Исус Христос, да ви ги исполни вашите побарувања, како што ете би ја исполнети на овој светителка молитвите на нивните родители, како и вашите посетувања да бидат исполнети од страна нашиот Бог Всевишен, нашата пресвета Дева Марија, да ни зиме еднороден Син, сега секогаш и во сите вечни векови. Амин, амин, амин. Да ја поделиме прво на фарата и после ќе окрениме левот за благодарност кон Мајката Божја. Драги жени, чува се да пристапете прво мажите, па после жени. Христос после нас, жени ќе биде. Христос после нас, жени ќе биде. Христос после нас, жени ќе биде. Тој што е јаден, може да се носи до утре рај. А тој што е гладен, Христос после нас, 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 Цару небесен, Учител Духа на истината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризница на добрините животодавче, дојди всели се у нас и очисти на всякаква нечистотија, спаси ги благи душите наши, Свети Боже, Свети крепи, Свети безсмртни помилуј не, Свети Боже, Свети крепи, Свети безсмртни помилуј не, Свети Боже, Свети крепи, Свети безсмртни помилуј не, Пресвета Тројца помилуј не, Господи, што ни гревите влади, прости ни ги беззаконијата, Свети посети ни, исцели ги нашите славости заради Твоето име. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух се секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ние им прощаваме на нашите должници. И не уведој во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во сите вечни векови. Амин. Твоето ни даде благословништувајќи ја смртта, ни дарува живот вечен. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Господи, Господи, силно незнаена, го создаде, го возлюби човека и го постави во љубовта Твоја. Затоа дете кон Тебе прибегна, света Ефронисинија. Господи, кој си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслади и храна наша. Кога трите момчи Данијел полабирал во клетки со семења, си покажал посветот да не било слај странти. Ти сам се цар благослови го овие семења со различни плодови и освети оние што ќе јадат, и за спомена оние што починува благочестие вера, ово се принесе од Твоите раби. Дато добар Боже на оние што ова го украсили, извршува својим подарен се што просат спасение и за нас на Твоите вечни блага. По молитвите Господи наша Пресвета Марија и по молитвите рождеството на Пресвета Дева Марија и по молитвите на сите свети, да не помила че спомня го празнуваме сите Твои свети, ще си го благослови светост Боже наш, Тебе слава Тебе, слава Господи Отец, Сина Твој Син, и Пресвети облак, и жатворен Твој до сега секогаш и во сите вечни векови. Амин. Господи Христе Боже наш, благослови го обеле, полави нова пченица со Твој свет до сега секогаш и во сите вечни векови. Амин. 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 Во славу и чест. Пречесна Божјата Пресвета Дева Марија и во славична преподобна Спасинија ја принесуваме ова вечерска жртва во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Стави пченицата. Свеќате се. Пченицата. Амин, амин. Да.
Ajde zavrtimo povraćete. Padajte po nekada. Svati mučenici, že dobre strana učestvovaši, i vjenčaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja duša naši. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, i že propoved Trojica jedinosušnaja, i sa velikoj djeva i djevoševje, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, Vostojim jajevo, Jevože veličajuška djevo, uvažajem. Veliko ime Sveta Trojica reći Presveta Bogorodice pomagaj nas. Veliko ime Sveta Trojica Prečista Bogorodice pomagaj nam. Veliko ime Sveta Trojica Prečista Bogorodice pomagaj nam. Hristos pomogi nas, vijenki vide. Hristos pomogi nas, vijenki vide. Hristos pomogi nas, vijenki vide. Kašimo. Za zdravlje i spasenje, da se pomolime na čarata Božji. Imenjata kaže od kućata? Valentin. Jagoda. Jasmina. Petar. O milosti, жизни, mi spaseni, jako milosti će golube zbog jesi, Tebe slavu silom Otcu se, Sinu i Svatom Duhu nije prisno i vo večni vekovi. Amin. 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 Pomolite nam Svetac naši Gospod Hriste Bože, nas milu sa siti na nas. Amin. 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 Čestit neka nije sobora, Gospod zdravlje, dobro svijete, radost, blagoslovstva i mir neka dava na sekade i vašite se mjesta. I si te zavostavim, brajte i sestri, na ovaj svečano veselo. Zdravlje živi, dobra sreća i rad sveta. От пчело навалу. Не зганjem, ne За на zganjem. телевизија да не гледа. Da, obavezno. Треба пајче. Абе не за треба пајче. Не, тај разни. Сане бабу Јован таму где камерата мала. А така, Тука па. Немамо пајче. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им проштеваме наши должници. И не уведови во искушение, но избави ни од лукавиот. Оче благослови. Господи Исус Христе Боже наш, благослови го на денјата и претечели множи го насекаде во обите во нашата Република Македонија. Постојано се осекуваш во сите вечни векови. Амин. 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 Седнете малку. Господи дај здравје. Да слушаме еко до тапанот на кларинетот, на орото, да им се придружиме, ќе може? Може, да.
Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Црничани на празнувањето на светицата Света Евросимија, а православната екумена го честува секое Господово лето на 11 септември и ова 23-то Господово лето јас да бидам дел од оваа сенародна прослава, чии адети и обичаи кои со векови се негуваат и пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, ги оставам неколку мината дојдени поранешни мештани од селото Црничани да се продолжат со своето празнување посветено на светицата Света Евросимија, со едно ветување дека пак ќе наминам во селото Црничани, се надеж дека селото Црничани нема да биде покриено од травта на заборавот.